На американскиот актер Ричард Гир, кој неодамна се пресели во Шпанија, ќе му биде врачена меѓународната награда на најважната церемонија на доделување филмски награди во земјата, го ја наградите следниот месец, објави во четвртокот Шпанската филмска академија. Актерот ќе ја добие меѓународната награда на церемонијата во Гренада, што ќе се емитува на националната телевизија на 8 февруари, се вели во соопштението. Академијата го пофали Гир за неговиот извонреден придонес во кинематската уметност, глумејќи во некои од најлегендарните филмови во историјата на кинематографијата. Таа исто така ја пофали општествената посветеност, што ја покажал и лично и професионално за различни цели како што е помошта на бегалците и бездомниците. Академијата го истакна интензивниот активизам на Гир во име на тибетската автономија и зачувувањето на тибетската култура. Музичарите често вложуваат големи суми во песни и музички спотови, а најскапата песна досега на регионалната сцена ја купила Ана Николич, подсетува Српски блиц. Станува збор за Ромале Ромали, со која таа настапи на фестивалот Беовизија во 2006 година. Песната веднаш стана хит, а нејзината цена од 30.000 евра се покажа како најисплатлива инвестиција, иако Николич не замина на Евровизија, што многумина го сметаат за неправда. Авторот на песната Кики Лесендрич призна дека свесно ја зголемил цената. Има многу песни што на авторите им донале малку, а на изведувачот многу. Диспропорцијата секогаш е присутна. Илјадници пати сум работел песна за нула. Ако ми се пријатели, тогаш ми е под чест да им наплатам. Од друга страна, ако сме во деловен однос, да се плати е во ред. Со Ана ситуацијата беше многу специфична, иако во тоа време беше многу симпатична. Требаше да работам на целиот албум, но испадна дека остана само таа песна, па мојата лутина доведе до тоа драстично да ја зголемам цената, и тоа беше прифатено, но нема врска, резултатот беше добар и за неа и за мене. Тоа беше еден од оние моменти кога јас бев безобразен од некоја причина, а тој безобразлук беше наплатен, изјави Лесендрич. Да подсетиме, таа година главни фаворити беа Фламингоси и нивната песна Луди летни плес. Сепак, иако водеа на гласањето, црногорското жири не им даде ниту еден глас и победата отиде во рацете на групата No Name со песната Моја љубави. Поради скандалозниот крај, Србија и Црна Гора таа година не учествуваше на Евровизија и многу наскоро дојде до распад на државата. На синокишната средба меѓу писателите и читателите во книжарницата 3, македонскиот писател, професор и книжевен теоретичар Венко Антоновски се здоби со признание за највлијателен писател и просветител во 2024 година во 3. Во 2024 година ја издадовме Опијатите на лепословието, најновото дело на Андовски, во кое тој ни ги открива тајните на своите вештини при пишување лепословие и несебично ги споделува со идните автори алатките на својот занает. Освен низ овој ракопис, Андовски своите пишувачки вештини со читателите ги сподели и практично преку неговото менторство на 6 трибини, серија работилници за креативно пишување, комуникација и маркетинг, што се одржуваа во 2024 година, информираат од издавачкиот центар. Токму поради големиот јавен интерес за учество на трибините, како и споделувањето на вештините преку Опијатите на лепословието, Венко Андовски заслужено го доби признанието највлијателен писател и просветител за 2024 година во 3. Пианистката Анастасија Кучева денеска ќе одржи концерт во салон 1919 во културно-информативниот центар во Скопје. На програмата се дела од Франц Шуберт и Морис Равел. Кучева е дел од новата генерација пианисти на домашната сцена. Своето музичко образование го започнала на 7 годишна возраст, а го заокружила на факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на доктор Ана Гацева, каде дипломирала и магистрирала.
Освен класичната, таа е активна и на алтернативната и независна музичка сцена, создавајќи авторска електронска музика и различни импровизацијски формации. Минатата година го објави деби албумот насловен Тар во издание на 103.